Добро вечер во последните вести денеска. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски во интервју за Канал 5 изјави дека не чувствува одговорност и нема да поднесе оставка по скандалот со запирање на парите од ИПАРТ и директорот на платежната агенција Стоилев. Одговорноста е кај оние што ги прекршиле законите. Бледи се обидите на опозицијата да ме инволвира во случај за криминал, изјави Трипуновски. Брисел, како што кажа министерот, ја поздравил брзата реакција на владата за да се испита што се случувало во платежната агенција, која веќе има и нов директор. Одговорност во моментов треба да даде тој што е фатен на дело со злоупотреба и прекршување на законите. И мислам дека таму ќе се води истрагата до крај, апелирам да биде до крај и сите кои што се евентуално инволвирани во целиот случај да одговарат. Само на тој начин ќе можеме да стопираме негативни тенденции, прекршување на закони и девијантни однесувања. Дополнително, самата агенција која што е поделена на две структури, едниот дел е националните плаќања, класично кажано субвенциите кои што ги исплаќаме од нашиот национален буџет, а другиот сектор и другиот дел е во делот на реализација на ИПАРТ средствата кои што сме корисници од Европската унија. Овој вториот е во моментов под наша национална ревизија што точно се случувало внатре, додека останатите тековни плаќања по однос на националните финансирања ќе си продолжат тековно и тука не треба земјоделците нема да бидат запрени, не треба да бидат загрижени. Дополнително и оваа проверка која што правиме во делот на ИПАРТ структурата, веднаш по проверката, јас се надевам дека ќе си продолжи во еден нормален тек работата на агенцијата. Инаку, запоснување во име на вистината се работи за 50 предмети кои што се од претходни објавени повици да бидат завршени. Не е како што лиферува опозицијата дека се над 450 апликанти, не знам ки се големи средства и така натака затворени. В среда почнува судскиот процес за трагедијата во Кочани, во која што згасна 63 животи. Целосна правда за најмилите побара и роднините на вчерашниот марш на ангелите во Скопје, откаде што беше испорачено и барање за надзорна расправа во собранието, но и анкетна комисија. Најголемиот предизвик е дали овој досега најкомплициран судски случај ќе заврши со правична одлука. Михајло Видимлиски. Пратениците ќе разговараат во рамки на пратеничките групи, па после ќе одлучат дали ќе иницираат надзорна расправа и посебна анкетна комисија за испитување на случајот со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Иницијативата дојде од семејствата на жртвите од вчерашниот марш за ангелите во Скопје, со барање за целосно и независно испитување на случајот. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН вела дека не расправале за иницијативата, но и предупредуваат трагедијата да не се злоупотребува или користи за дневно политички цели. Не сме расправале во рамките на партијата за оваа иницијатива, но она што можам да го кажам е дека во моментот има активен судски процес каде обвинителството и судството ја имаат задачата да ја утврдат одговорноста. Она што ние како политичка партија го застапуваме е правдата да биде неприкосновена, без оглед кој од која политичка партија е. Наш интерес е да има правда за случајот во Кочани. Извори од пратеничката група на СДСМ пак за Канал 5 вела дека би поддржале надзорна расправа и посебна анкетна комисија за случајот Кочани, но претходно за ова прашање ќе се координираат пошто ќе излезат со став. Семејствата и блиските на загинатите побараат целосно расветлување на случајот, како и транспарентен и правичен судски процес. Од Скопскиот кривичен суд претходно посочија дека очекуваат да се соочат со многу предизвици, имајќи предвид дека се работи за еден од најкомплицираните предмети, со оглед на големиот број оштетени лица, но и сензибилитетот на предметот и јавниот интерес. Но и најавија дека ќе се преземе се за да се обезбеди побрзо и поефикасно судење. Поранешната врховна судијка Вера Коцо вели дека досегашните заложби на странките во постапката и самиот суд се токму во таа насока. Со тоа што обезбедија простор каде ќе се одбива судењето, за да можат не само обвинетите, туку и блиските на жртвите да бидат присутни на ова судење, со цел да се издействува, односно да се добие една законита и транспарентна одлука, која на некој начин ќе биде не само еден бенефит за жртвите, односно за нивните родители и блиски, туку и за целокупното судство, доколку се добие таква одлука која што ќе ги задоволи сите странки во оваа постапка, ќе биде голем резултат од аспект на она што значи праведно судење.
Судењето започнува во среда во судницата во Идризово. На обвинителна клупа ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. На сите им се става на товар едно исто кривично дело – тешки дела против општата сигурност. На почетокот на декември се очекува обвинение за полициските службеници, а во рамки на кочанското обвинителство пак се води предистрага за лицата од УЈП. Тоа беше се во вечерните вести. Благодариме за вниманието. Пријатно.